Господине Коцевски, кога владата најави стотици милиони евра за општините преку унгарскиот кредит, вие предупредивте дека тоа може да донесе краткотраен градежен бум, но дека тоа не е трајно решение за финансирање на општините. Денес владата вели дека преку двата повика се одобрени 1116 инфраструктурни проекти, кои се вредни речиси 300 милиони евра. Од она што го гледаме на терен, се гледаат ли веќе ефектите од тие пари и дали навистина овие проекти го менуваат квалитетот на животот во општините или станува збор за еднократна финансиска инекција? Ако тргнеме од фактот дека македонските општини имаат хроничен недостиг на финансиски средства и од фактот дека Македонија е една од фискално најцентрализираните држави во Европа, овие финансиски средства им се добродојдени на општините, затоа што тие во собствените буџети ни оддалеку немаат толку пари за да реализираат во краток рок толку многу капитални инвестиции. Тие задолжително би требало да доведат до какво такво подобрување на квалитетот на животот. Меѓутоа, дали е тоа доволно? Јас мислам дека подобро решение за нашата земја е да се направи вистинска фискална децентрализација, општините да добиваат многу повеќе финансиски средства во споредба со тоа што го добиваат сега, за да може самостојно да одлучуваат каде, како и зашто ќе ги трошат тие пари, затоа што на овој начин со трансфер на премногу средства од централниот буџет кон општините се загрозува независноста и автономноста на општините, затоа што во главном тие средства доаѓаат како наменски средства за општините. Тогаш предупредив дека градежната оператива во нашата земја нема толкав капацитет за да може толку многу средства да се потрошат за толку кратко време и заради тоа реализацијата на овие проекти веројатно ќе потраи најмалку уште следните 2 години, можеби и 3 години, затоа што праксата покажа дека кога почна 2024 многу малку средства се потрошија. Друг проблем што според мене се јавува е околу изборот на приоритетите. За разлика, за жал, ние живееме во премногу политички силно изразена држава, во која политичките партии, особено тие кои се на власт, се во постојана политичка кампања. Популизмот ги води кон тоа да прават, да предлагаат, да барат пари од владата за проекти кои се видливи, за кои се добиваат поени од јавноста, од гласачите, за да можат утре во водењето на кампањата да го капитализираат тоа со глас повеќе на следните избори. А тоа значи дека не се бараат проекти кои се однесуваат за подземна инфраструктура, како што се канализациони системи, и тоа фекални и атмосферски. Затоа ни се случува после секој поголем пороен дожд, голем дел од нашите градови да бидат како Венеција, затоа што нема регуларно изведена атмосферска канализација, затоа што тие спаѓаат во проекти кои не се популарни, кои не се видливи, за кои граѓаните не даваат политички поени на изборите. Исто така спорно е според мене и тоа што премиерот, министрите од владата многу често, да не речем некогаш секојдневно, одат во општините, сечат ленти или ставаат камен темелници, што значи дека тие проекти политичките партии на власт ги користат исто така за добивање политички поени за наредните избори. Вие со години тврдите дека суштината на децентрализацијата не е владата повремено да им дели пари на општините, туку тие да имаат стабилни собствени приходи. Како поранешен председател на Комисијата за финансирање при ЗЕЛС, баравте општините да добиваат 10% од ДДВ или дури 50% од персоналниот данок. Дали денес сме поблиску до вистинска фискална децентрализација или општините се уште премногу зависат од тоа кој и колку пари ќе им префрли од централниот буџет? Колку се лоши состојбите, ќе го илустрирам со неколку примери. Значи, во моментов општинската јавна потрошувачка, значи вкупните пари кои ги трошат општините во споредба со вкупната јавна потрошувачка на државно ниво е негде околу 16%. Значи општините трошат 16%, државата троши 84%, или ако тоа се спореди со
во споредба со бруто домашниот производ, општините во Македонија трошат само 5,4% од бруто домашниот производ, остатокот го троши државата, а просекот во Европа е помеѓу 10 и 11%. Значи, кај нас дупло е помала потрошувачката на локално ниво во споредба со просекот во државите членки на Европската унија. Ние мора да тежнееме кон тоа да се создаваат стабилни системи, се е тоа регулирано со Европската повелба за локална самоуправа, во која во членот 9 точно се наведува државата подписничка, а нашата земја е подписничка уште во 95-та година, што треба да направи за да имаат независност, автономност општините, особено во финансирањето. Јас сум многу разочаран. Моите оценки се дека децентрализацијата е потполно запоставена и заборавена тема во нашата држава и дека имаме спротивни процеси на рецентрализација наместо на децентрализација. Ако пред неколку години зборувавме за добивање на нови надлежности на општините, за вистински реформи на системот на локалната самоуправа, за поинаков систем за финансирање на општините, за промени во самата организација на локалната самоуправа и се разбира добивање на нови надлежности, со што по принципот на субсидијарност централната власт ќе се растерети од така наречените недржавни функции кои треба да ги остваруваат општините како во развиените демократски држави, затоа што како најблиска власт најдобро можат да ги разрешуваат тие проблеми. Ќе сватиме колку е сериозна работата. Јас се надевам дека ЗЕЛС во наредниот период ќе се врати на старите позиции, да биде вистински застапник на интересите на општините и дека ќе ги застапува интересите на општините пред централната власт, а и ги повикувам и експертите, добро упатените луѓе во проблематиката на локалната самоуправа да го повишат гласот и повторно да ја актуализираме темата за реформите во локалната самоуправа, за доброто на нашата земја, затоа што без развиена локална самоуправа нема вистинска демократија. Штета е што Македонија не знае да ги искористи потенцијалите на локалната самоуправа во вкупниот развој на земјата. Во јуни собранието ја усвои ревидираната стратегија за регионален развој 2021-2031. Владата вели дека таа сега е усогласена со новата демографска слика и треба да ги намали огромните разлики меѓу регионите. Вие пак уште пред многу години велевте дека реформата мора да се одвива во три правци: нови надлежности, финансиска децентрализација и поинаква организација на локалната самоуправа. Ги гледате ли тие суштински промени во новата стратегија или повторно имаме добар документ на хартија, а слаб механизам за негово спроведување или за нејзино спроведување? Нас реално никогаш не ни недостасувале добри документи, слабост ни е реализацијата на тие документи. Ќе го илустрирам тоа со примерот на Законот за рамномерен регионален развој, кој едно време беше фален како добар закон. Според Законот за рамномерен регионален развој, државата се обврзала сама со носење на законот во собранието да издвојува најмалку 1% од бруто домашниот производ за проекти за да го балансира регионалниот развој во државата, затоа што државата ни е поделена во 8 плански региони, според степенот на развиеноста сите се класифицирани и по некои критериуми така треба да се распределуваат средствата. Според сегашниот бруто домашен производ, државата треба да издвојува годишно 150 милиони евра за рамномерен регионален развој. А знаете колку издвоила минатата година? Само 2,5 милиони евра, што значи 60 пати помалку од тоа што сама се обврзала. За жал, овој документ не е насочен кон тоа да се враќам на основното прашање, на реформите на системот на локалната самоуправа и на децентрализацијата, туку ги опфаќа многу важни прашања кои се битни за развојот на општините, како што е демографијата, локалниот економски развој, конкурентноста, образованието и други слични прашања. Се надевам дека овој документ ќе предизвика интерес и дека ќе ги седне на една маса најважните политички партии во Македонија, барем на момент да заборават на нивните тесно партиски интереси и да седнат и да се договорат за така наречен нов, не знам како да го крстиме, широк општествен договор, затоа што ако вака продолжиме,
ние ќе имаме добри документи, меѓутоа да ве потсетам дека годишно околу 10.000 луѓе ја напуштаат нашата земја, годишно околу 2.500 наши државјани земаат во главно бугарско државјанство за да најдат подобра екзистенција за себе и своите семејства во странство. Држава без народ, без граѓани, граѓанки не може да постои, што значи дека мора за најважните стратешки прашања за еднината на нашата земја да се седне, да се разговара и да се постигне согласност што треба да се прави во наредниот период, затоа што Македонија масовно се депопулизира, остануваме без население. Ако ги земеме и другите податоци, колкава е дупката во фондот за пензиско осигурување, околу 680 милиони евра годишно, ако не се парите од централниот буџет од владата, пензионерите не можат пензија да земат. Ако видите колку должи фондот за пензиско осигурување на фондот за здравствено осигурување околу 167 милиони евра, што значи дека пензионерите не може да имаат здравствено осигурување. Ако земеме дека на 1,7 на еден пензионер доаѓаат 1,7 вработени, состојбите во државата се многу сериозни, земете ги и состојбите со субвенциите. Секоја година се издвојуваат се повеќе и повеќе субвенции, а ние се повеќе стануваме се поголем увозник на храна. Површините под земјоделско, мислам, под лозѓа или житарици се намалува сточниот фонд. Значи нешто не функционира како што треба во државава и треба партиските интереси да се остават настрана и да се наоѓаат решенија за овие витални прашања, инаку џабе е да сте на власт ако не одат работите така како што треба. Последната ревизија на Државниот завод за ревизија покажува прилично поразителна слика. Општините акумулира околу 2,9 милиарди денари ненаплатени локални приходи, 22 општини воопшто не спроведуваат присилна наплата, 18 тоа го прават селективно, а 67% од ненаплатените побарувања за данок на имот се постари од 5 години. Вие уште во 2019 да предупредувавте на застарени даночни бази и на слаба наплата. Како тогаш им се даваат се повеќе пари на општините, ако дел од нив не го собираат дури ни она што по закон самите треба да го наплатат, и дали тука зборуваме само за неспособност или и за политички калкулации со гласачите? Значи, приказната е малку постара, датира уште од 2005 година, кога почна на 1 јули процесот на децентрализација. Тогаш нам, како општини, од управата за јавни приходи, која претходно во име на општините ги собираше даноците, наместо да ни даде добра евиденција на даночните обврзници за данок на имот, она ни даде лоши списоци, од кои ништо не можеше да се направи. Катастарот не сакаше да ги даде податоците од катастарот на недвижности, на општините им бараше огромни пари за да може општините да располагаат со тие податоци. Некои општини како Велес во тоа време се одлучивме да си направиме со сопствени сили нова репроценка на вредноста на данокот на имот за да ја зголемиме даночната основа. Некои тоа го направија, некои не го направија. Има влијание тоа што велите дека се работи за погрешни политички проценки, затоа што во додворувањето кон гласачите, општините не ја користат можноста стапката на данокот на имот да ја зголемат од 0,1 на 0,2, туку одат на најниската и не се ригорозни со присилни наплати, за да не се замерат со гласачите, чии глас утре треба да го бараат на следните избори. За жал, таков ни е менталитетот. Податоците на Државниот завод за ревизија се застрашувачки. Нивните извештаи зборуваат дека во најголем дел од нивните извештаи се констатирани огромни слабости во финансиското работење на општините, не само во собирањето на даноците. Да не го спомнувам проблемот со долговите. Во момент кога државата преку унгарскиот кредит на општините им дава 225,5 милиони евра, податоците зборуваат дека толку, можеби и повеќе, општините должат заедно со нивните јавни претпријатија. А знаете тоа што значи? Тоа се пари што општините и јавните претпријатија треба да им го платат на фирмите. Значи на тој начин ние го поткопуваме стопанството, затоа што тие пари се должат на некои изведувачи или не знам на УЈП за неплатени придонеси, даноци и така натаму, што е
сериозно голем проблем, наместо да се намалуваат, за жал долговите на општините се зголемуваат. Најкарактеристичен пример што сакам посебно да го потенцираме состојбите во општина Гостивар, која е сега актуелна според проблемите со водоснабдувањето. Меѓутоа, ако направите една површна анализа, ако навлезете длабоко, ќе видите до какви фрапантни податоци ќе дојдете. Општина Гостивар е најзадолжена општина во Македонија, со негде околу 15 милиони евра. Нејзиното јавно предпријатие е исто така едно од најзадолжените во во Македонија. Процентот на наплата е меѓу најслабите во Македонија, значи оние не се ги собираат од сметките за вода, од комунали, од граѓаните. А за сметка на тоа, во минатиот период, поранешни градоначалници на Гостивар стануваа министри, подпредседатели на влада и така натаму. Значи, треба проблемот да се бара многу подлабински, да видиме што се случува во општините. Не може тие само да очекуваат пари од централната власт, а своите изворни надлежности да не ги остваруваат така како што треба. На една страна државата вложува стотици милиони евра во локални проекти, а на друга страна само заклучно со март годинава општините веќе имаат околу 86 милиони евра доспеани и ненаплатени долгови. Вие јавно сте застапувале теза дека Македонија треба да има 60, а не 80 општини и дека Скопје треба да биде да функционира како една општина. Дали дојдовме до точка кога веќе не е доволно само да менуваме стратегии и да даваме повеќе пари, туку дека мора целосно да ја прекроиме локалната самоуправа, помалку општини, посилни општини и многу поголема одговорност на градоначалниците. Потполно сте во право. Од 1 јули 2005 година помина колку точно ќе дојде? 21 година. Огромно или сосем доволно долг период за да се направат добри анализи и да се утврдат кои се добрите, кои се лошите страни од процесот на децентрализација, односно на реформите на системот на локалната самоуправа и да се утврди што треба да се прави во иднина. Предрасудите на релација македонци, албанци, исто така доволно време помине и од конфликтот во 2001 и од рамковниот договор, треба да се надминат на Македонија и треба вистински реформи на системот на локалната самоуправа во тие три столбови, како што претходно вие ги спомнавте во едно од вашите прашања. Очигледно е дека овој систем е неодржлив, затоа што имаме ние едностепена локална самоуправа со така наречени монотипни општини, кои без оглед на нивната големина степен на развој, кадровски, човечки, економски ресурси, имаат еднакви надлежности. Фактите зборуваат дека малите општини немаат капацитет да се носат со надлежностите и мора да се бара решение за тие проблеми. Решение има, ама некој треба да седне во држава и тоа да го направи. Поминат претходната влада дојде до некој висок степен на подготовка на таков стратешки документ, меѓутоа се смени власта и сега се почнува одново. Јас ги охрабрувам и сакам да иницирам за доброто на нашата земја, на нашите граѓани, да се вратиме назад и да почнеме вистински реформи во системот на локалната самоуправа за да биде добро за сите нас. Ви благодарам на интервјуто.